Добар ден, драги мои, добре дојдовте во понеделничкото издание. Се надевам дека добро одморивте за време на викенд и еве сега со заеднички сили ја започуваме работната недела. И како што знаете и денес различни теми, различни соговорници, онако што треба вие да го направите да останете на вашата фреквенција Mnet. Поточно одиме во продолжение, ќе ја слушнете лайв дружбата заедно со кралот на фолк музиката, име кое што е гордост наша и има хит по хит. Станува збор за Миле Кузмановски. Миле Кузмановски ни го кажува неговиот личен став во врска со, за жал, настаната ситуација со COVID-19 и како што знаеме, вратите на музичката индустрија се затворени. Кој е неговиот личен став и негово мислење? Како го поминува времето со неговото семејство? Да слушнеме повеќе во продолжение. Дали во вас превладуваше некаков страх во врска со коронавирусот заради тоа што знаеме нели дека за жал оваа ситуација сигурно ќе продолжи, па дали имавте некоја паника, страв што како ќе биде? Нели потајно сите велиме нема ништо, нели во почетокот не е ништо ова и така натаму, но е најверојатно сериозен вирус кој што навистина ништи. Ништи е погубно. Гледаме секој ден од 9, 8, 7 луѓе до сега, не знам бројката која е на починати. Многу интересен феномен вирус. Вирусите обично, нели, навикнати сме да виреат во оние кои што ние ги знаеме, грипот класичен, кој што сите сме го, нели, прележали така, но ова е доста сериозно. Ова е нешто друго и се надеваме нели дека што и да нели ќе помисли. Дека имам страв, некој хајде да не се прав многу силен, па не дека е страв, него е внимание. Да се пазиме заради себе и семејството нормално. Така. За кои што треба да продолжат да живеат. Ние сме, ајде јас ќе речем негде во средно доба која што до пола животот некаде и поминал. Треба да ги почитуваме препорачаните мерки. Секако се сложувам со вас и со докторите кои што тоа го кажуваат. Имаме проблем еден со народот кој што се уште вели дека ова не е ништо, дека знаете како се дека не го осетите изгледа на своја кожа, не веруваме што се случува. Ајде може да бидам и јас еден од тие у почетокот дека е нешто измислено, дека е така, но кога видов дека мои пријатели блиски, кои што јас ги познавам, еден од нив е и Драган Вучич, мојот колега, кој што заврши, така како заврши, Бог да си го прости. Сериозно, значи е сериозно, не е играчка. Да, и затоа треба да ги почитувам препорачаните мерки, кои што и вие кажавте, нели? Да се грижиме за оние кои што ги сакаме и кои што ни се колку можеме. Сега ова е невозможна мисија да се заштитите 100%, но ајде тие препораки, носење маска кога ќе излеземе до продавница, во јавни места, ресторани, кафичли, не знам, не е битно. Онамо кај што мораме да ставиме маска, мораме да ставиме, онамо кај што не е, нели, сега глупо е на велосипед возите да ставите маска, немате потреба. Да. И хигиената, рацете, да не се повторуваме, мислам. Тоа не е ништо тешко. Да кажуваме, така. Да, тоа не е ништо тешко, само треба да се придружуваме кон сето тоа. Малку да поразговараме за вас. Кажете ми како музиката се најде на вашата животна патека? Што беше она пресудно кој што се одлучивте да сакам да бидам пејач и сакам да продолжам со музиката? Некако мојот пат беше поврзан некако со музиката, не сакајки или сакајки, не знам. Судбина. Најверојатно. Во основното училиште се одев по тие хореви, нели, сакав да пеам и некако ме фати музиката, што знам. Растев со рок музика, со све, но еве пеам забавно, но ја почитувам секоја музика која што е добра. За мене нема народна забавна, има лоша и добра песна или музика, како сакате наречете. Заминав во војска, не знам, таму некако се пронајдов во оркестарот, таму почнав да пеам. Така. Така, што знам, на некоја сцена јавна. И кога се вратив од таму,
Таму се запознав со моите сегашни покоен колега Мирко Митревски. Они гостуваа тогаш по домовите на ЈНА, тогаш ни последната генерација на ЈНА. И јас пее вечерта и ми рече, кога ќе завршиш со војска, сакам да те однесам во МТВ на аудиција. Океј, викам, добро. И така остана. Јас Чекор по чекор. чекор, не мислејќи дека кога ќе се јавам на вистина ќе ме примат тамо и дека ќе одам на аудиција. Му се јавив, да, му текна на мене веднаш, рече, утре сабајле те чекам да дојдеш во МТВ и да те однесам кај Мате Груевски, тогаш беше музички уредник. И така почна се. Поминав на аудицијата, почнав да снимам со народниот оркестар, со народни инструменти, па потоа со чалгиите, па потоа со големиот ревијален. Така се растеше пора. Морате да почнете. Да, како што кажав, чекор по чекор и успеси за себе, и затоа сте на врвот, таму каде што и припаѓат. Па јас мислам дека човек кој што не го поминал тој пат, затоа некој брзо и светна и изгасна. Да. Патот до има емисија Патот до успехот е навистина добар наслов. Морате да одите скала по скала, чекор по чекор, морате да го испечете занаетот, морате да имате однос со јавност, со луѓе, тоа се учи, но и се раѓа. Домашното воспитување е многу битна работа и морате да ги почитувате тие кои што ја почитуваат и ја сакаат вашата музика. Така. Едноставно живеете вие од нив, а тие за вас. Така да за да устоите толку години морате да внимавате на секој чекор. На секој чекор кој што го правите, така. Така е. А дали се сеќавате на вашиот прв настап? Каде и кога беше? Професионален? Да. Професионален прв настап, мој прво крштевање на фестивал беше далечната 93-та година, Валандо. А пред тоа веќе од 90-та година, веќе како што ви кажав, од 90-та до 90, значи 3 години добри, се калев во македонската телевизија снимајќи стари македонски песни со, како што ви кажав, со народните инструменти, чалгиите и ревијалниот после дојде. Така да прво крштевање беше тој фестивал. Така. А сте настапувале на многу фестивали. А дали мислите дека фестивалите се значени за една музичка кариера? Па секако за млад пејач, оној кој што почнува, е многу битно да се појави на фестивал, но за жал во ова време овие фестивали немаат таква тежина како што имаат тие на времето јас кога пеев, искрено. Так. Значи, појавевте на Валандо во тој период или на Цветници, знаете дека ве гледале сигурно 2-3 милиона луѓе. Имаше интерес за тоа. Имаше музички сериозни критичари, новинари сериозни, кои што беа музички подковани. Да. Сега немате таков новинар професионален, искрен ќе видам. Нема кој да критикува. Сега малку работите се смени. Да, сега само се фалиме дека е се добро. Секој вели супер е и нема проблем. А знаеме како е точно. Но затоа се случува. Така е. Затоа сме и на ова дереже кое што сме. Фестивалите веќе мислам дека полека, но сигурно изумреа со квалитет. Да, нема. Они ги има, ама квалитетот таму е сериозно лош. Така да мислам дека треба еден мал рез да се направи, една мала пауза, ако треба мала или голема, не е битно. Може би коронава ќе биде добре дојдена за тоа. Да, малку да се оладат главите, да стивнат работите, да се пресече еднаш. Доста е со лажни вредности. Значи, луѓето не можете да ги лажете. Често пати, јас на младите пејачи, кога ќе прашаат, нормално знам да им дадам совет. И моите совети секогаш биле работа и само работа. Почит према тие кои што нешто оставиле и се повозрасни од вас. Јас и ден денес ги почитувам моите колеги кои што се, нели, од она генерација кои што јас ги затекнав кога они беа врвот број 1 во Македонија. И ден денес ги почитувам и сакам. Мора да има домашно воспитување, мора да има коректен однос со колегијалност
И оние кои што ги организираат фестивалите мора да внимаваат на кого му доверуваат да пее на тој фестивал. Да, да има секако што треба. Филтер мора да има. Така. Кога сме веќе нели кај сите овие работи, како што кажавме, нели сте учествувале на многу фестивали, многу успеси зад себе, хитови се разбира. Па што мислите, што е пресудно или што треба да поседува еден пејач? Како што кажавме, нели домашното воспитување. Друго што треба да има? Пред се, ако е пејач, треба да знае да пее. Основното нешто. Нели, ако сте манекенка, ќе треба добро да изгледате. Но ако сте пејач, прво мора добро да пеете, секако изгледате исто многу битен, да се внимава на себе. Јас сум пример како не треба. Пример од тој аспект. Но се трудам секогаш да биде тоа културно, урбано и нормално. Да. И стално им викам на младите, читајте за да го збогатите фондот на зборови. Јас се ужасувам на луѓе често пати на интервјуа. Прашањето е 15 минути, тој одговара со да и не. Мислам, тоа е, значи, немаме ништо, празно. Интелектот е многу битна работа, но се работи на него, или никој не се роди учен, се чита, се зборува, на крајот на криштата и школа има за ораторство. Ќе го посетите некој курс и ќе го добиете тоа што ви недостасува. Така, да. Па ја затоа само дома што си треба... Да. Не ќам вака јавно, кога имаме вака како вас соговорници музичари, им давам предност тие, ја само играм и давам подршка. И тоа е во ред, и така треба. Да. Што јас не би сакал да ви го земам лебот да бидам јас новинар или да бидам водител, таман работа. Кој нека си ја работи својата работа. Така. Значи тие се оние карактеристики кои што треба да ги поседува еден пејач. И сега треба некако да ви се наместат коцките да соработувате со луѓе кои што ќе ги пронајдете или па некако и Господ ќе ве спои со нив. Да, среќа голем. Да се спојам со луѓе кои што си одговаравме енергетски прво, пошто сакавме таква музика да пееме. Јас секогаш велам оригиналот е секогаш оригинал и нема подобро тоа. Јас некако се одвоив од толпата пејачи кои што класичен фолк пеат. Моите песни се малку различни од тие. Има и поп, има и фолк. Некако се од 17, викам, до 77 години опфатено. Текстот ми е многу битен. Да има приказка, да има содржина, да има расплет на крајот, да има поента тоа се. Така да многу внимавав чекор по чекор што снимав, со кого работев и така натаму, и ете така и до ден денес. Така. Дали сите овие години што ве научи музиката? Дали е она како што велат старите, музиката знае да ги лечи раните? Секако таа музика за жал требала и во војни, требала и во среќни моменти, и во тажни моменти, и секогаш. Нели? Музиката е едно море без дно, инспирација вечна и нели кога е некој тажен, бара тажна песна, балада го погодува. Кога е среќен, бара среќна песна, весела. Се пронаѓаме во неа. Се пронаѓа секако. Секој ќе се најде во некоја приказка. Така да музиката некако ја одбрав за моја работа и моја определба во животот. Но некако никогаш не помислив дека може една корона, еден COVID-19 може би и да уништи сериозни кариери кои што се граделе со години. Така да ако потрае вака ќе мораме да правиме план Б, некоја комбинација со нешто и друго да се бавиме, а да чекаме моментот кога ќе се отвори комплетно за да можеме да работиме. Јас стално им вели готово отворија рестораните, не знам ова не отворија рестораните, отворија, но се мачат да остае. Да, ќе има музика, но ефтина музика, која што ќе може да издржи сопственикот на ресторанот или дискотеката и така натаму. А за да дојдам јас наред да настапам некаде, ќе треба да помине време.
Така да. Јас Ете тие се. како што кажувам кога ќе се договараме со стариците, им кажувам, ја не сум рентабилен пејач. Ете тие Малку, се тие. малку е поскапо од она што вие го плаќате. Така си е. Да, така да сериозни кариери ќе пропаднат, ќе опстојат оние кои што ќе бидат упорни, кои што ќе работат умеѓу време. Сега нема ни поента да снимате и да ги пуштате песните, да ги трошите без потреба. Нема поента. Искрено, не гледам поента. Јас снимив последниве прошлото лето, скоро, и 2 балади прекрасни, Последен воз и Чадорот стар. Некако тие ќе ги вртам и ова лето, па малце ако видам дека е при крај, имам спремен материјал за да се сними уште една песна и албумот е готов. Па ќе чекам да се среди ова, за да, нели, тоа има поента да го направиме онака како заслужува. Да, се во свое време. Еве тие се тие работи кои што животот знае да ни ги донеса непредвидливи, кои што не. Мора да имаме план Б. Секако мора да има план Б, но многу изненадувачки, никогаш не ми на крај памет како анализа дали нешто може да ме сопре во кариерата, секој си веле ако ми издаде грлото, друго не гледам. Нели? Здравје. Да, никој не се надеваше на ова. Да, само здравието, но еве здравието кога велиме и тоа е поврзано со ова. Знаете како нашата работа е врзана со многу народ да биде. Нели, ако е концерт треба минимум да има 2-3 луѓе за да, нели, биде концерт. Ако е, не знам, ресторан или свадба, ние повторно имаме по 300, 400 и 500 луѓе. Се за тоа да го работиме треба да ја снема короната. Нашата работа е да први прекинуваме во вакви моменти, а последни почнуваме. Да, така. Се ставена оваа категорија на луѓе на маргините. Читам и овие, нели, обично не реагирам по Facebook, им сигурно гледате, јас не пишувам многу. Да. Таму не сакам ни да ова, но гледаме на не знам како да кажам, една злоба кај народот. Нели, за помош на естрадито. Јас не одам и нема да побарам, не е проблем за мене, но има сериозно луѓе кои што немаат навистина од тоа живеат. Јас живеам од ова професионално 30 години. Да. И сите се фатиле не плаќате данок и да себе сакам да ги кажам дека плаќаме данок, како не плаќаме. И те какви даноци плаќаме. Секој концерт организиран, секој јавен настав, секој пивофест, секој винофест, секој културно лето низ Македонија што се пеат концерти, за се е платен данок. Така да нека не мисли, не знам, човек дека обичните луѓе, обичните многу е глуп. Обичните луѓе, сите сме ние луѓе, но тие мислат дека ние кога заработуваме не знам какви пари и дека не сакаме да платиме даноци. Платен е данокот, на се е платен данок. Така да кога правите концерт, морате да платите данок на се. Услугите што ги користите, ги плаќате на фактура, мора да ги платите фактурски, како ќе ги платите другачи. Озвучување, светло, бенд и така на сала, се што треба. Универзална сала не можете да земете кеш, морате да ја платите со данок и со ДДВ, со се. Така да платени се даноците. А башка на тоа што и тие пари што сме ги заработиле не ги изнесовме надвор, него ги трошиме овдека по продавници, по аптеки, по не знам што, нели? Тековен живот, струја, вода, интернети, така се плаќа, така да малку се, знаеш, кога не се упатени луѓето и многу брзаат со реакција, не требате да брзате, затоа што некој на вистина се посветил на ова, 100%, цел живот сум го посветил 30 години, само на песната. Да, и знаете како и како спорт. Малку боли, знаете, малку боли тоа кога ќе арно им е, па не знам, има и вулгарности, знам. Так некултурни. Само ќе ги подсетам дека сите од нас на естрадата, сите сигурно испеале барем 40-50 хуманитарни концерти. Верувајте, сите од нас. Дали било за детенце, дали било за човек за странство од лекување, дали било за црква, дали било за некого. Секогаш сме биле тие кои што први сме оделе да се испее некоја песна во интерес да се собере некоја пара, а тоа било од нас се гратис. Нека не го забораваат тоа, затоа што секогаш сме биле тие кои што сме сакале да помогнеме на овој народ. Така. Не да му земеме народот.
Да, па и затоа сакав да кажам, оние кои што не почувствувале на своја кожа, токму тие се тие кои што знаат да го изразат оваа мислење. Извинете, јас може би у друга насока ова, но на вистина ме неколку дена така читам некои коментари, а ако почнете да пишувате, ќе треба секому поединечно да објаснувате многу работи, така да оставете ги луѓето, тој што му треба нека побара, нека земе, тој што не му треба нема ни да се појави и така натаму. Нека земат луѓето кои што на вистина гледаат семејство од тоа. Да, во оваа борба треба да бидеме сите заедно. Да се Но. подружуваме, колку што тоа е можно. Но сепак кај нас знаеме како стоат работите, а има многу да се зборува на оваа тема. Да. Кога сме веќе кај музиката, дали мислите дека ние знаеме да си ја негуваме нашата македонска музика? Па мислам дека во последно време не, во последно време, уназад години, имаме една ничка на самонепочит. Се што е од страна е добро, се што е домашно не чини. Јас имам таков печат. И мораме тој чип да го промениме, да научиме прво да се почитуваме сами себе си, за да другите не почитуваат. Инаку нема почити од другата страна. Да. Се додека сами не се почитувате и не кажете доста е, ова е наше, ова е добро и ќе биде добро. Па макар и не било толку добро, ќе кажете дека е добро. Така, да се потрудиме, нели, за да биде подобро, како што кажа. Мораме да се поддржуваме сами, иначе нема кој да ни помогне. Да. Не може све да јас не можам да се не може све да не чини во оваа земја. Да, треба да се трудиме за да чини нешто. Така, ако секој нешто направи, ќе биде добра оваа земја. Да. Ние гледам сакаме повеќе да се жалиме и затоа може би е така. Или не сакаме да ги подобриме работите, за да одат во подобра насока. Може да и тоа. Не можам да сватам што е, не можам да ви кажам која е причината. Но гледам дека, нели, оние имаме наплив на музика од секаде, нели, од страната и се е прифатено подобро него македонското. Тоа ме загрижува. Иначе мене не ми пречат тие што ќе пеат таман работа. Убаво е, но нема реципроцитет. Тој доаѓа овдека собира, па тамо нема данок. Тамо не се плаќа данок. Да, така е. Ќе собира кешот и ќе замине од Македонија. Толку е тоа. Тука нема данок. Тој парите ги изнесува. А у Македонија се изнесени годишно, јас ќе ви кажам, не знам точна бројка, но по она што ги гледам летно време концертите како одеа и настапите по дискотеки, па нема да претерам ако бидат негде околу 3 до 4 милиона сезонски. Така да тие се сериозни пари, на тие нема никаков данок. Тоа е кеш изнесени пари од државата. А ова нашето е многу поситно и на тоа ситното е платено данок. Што лесно може да се провери. Многу лесно. Ние имаме навистина многу убави македонски песни кои што мислам дека треба да се ги чуваме од заборав. Секако. И да се присетуваме на тие песни. Не само старите, и ова ново што се снима. Толку многу музика има нова, а не помина добро кај народот. За жал, илјадници песни да не создадете хитови, тоа е исто прашалник сериозен. Дали јас не велам дека е се добро од тоа што е направено, но сигурно барем половината е квалитетна музика. Точно. Нели, ако имам јас, што знам, 8 албуми, по 10-12 песни, тоа се 100 и нешто. Така? Да. Песни. 100 негде, ајде, бројка и пред тоа што сум снимал и така, 100 и над 100. Па не може од 100 само 5 да се добри. Да. Но овде сме веќе кај кај песните кои што сакав да ви го поставам прашањето, нели имате многу фестивали, нели, како што споменавме, концерти со преполни сали. Која е тајната за да те прифати, нели, публиката, онака како што си? За тоа што знаеме, нели, дека секоја ваша песна е хит, кој што и до ден денес се пее. Сега не е секој, ајде да не бидеме сега. Значи има некои песни кои што навистина остана трага. Остана факт. Не каниме, крал без круна, се што побарав од тебе, Господе, нема свадба, нема ресторан, романот, секако. Сега,
Тоа што ви кажав и пред тоа, скромноста, работа и само работа, почит на публиката и затоа и се тие успешни три универзални антички театар Охрид, прекрасен концерт. Да. Тој нема да го заборавам исто, преубаво искуство. 3000 народ. Како беше Да тогаш пеат. чувството? Прекрасно, прекрасно. Тоа Поголеми станува. настани, пивофестови, винофестови, пење пред сериозна маса на луѓе, 100.000, 80.000 луѓе. Така да, тоа се сериозни бројки кај што сум поминал и сработел. Пред некој ден баш го гледав CV-то и тоа некаде што ми требало, што побарале CV за нешто. Сериозни бројки, сериозна километража. Така да, ете тоа е успехот. Искрена песна, искрена емоција и нема проблем. Така. Правете, и ако верувате во тоа што го пеете, треба да го пренесете, да го убедите и тој карши вас дека е тоа добро. Да е еден со ведоние кој што сакате. А како ќе го убедите ако прво не сте вие убедени дека е тоа добро? Да имате самодоверба. Така, Тоа е најважно. така. Дали вас ви фали контактот со публиката, вашите обожаватели? Многу, како? Многу, па знаете како, 30 години не е мал период. Да. Од тие секоја година настапите водам некоја анализа, нели имам свој тефтер кај што ги запишувам врските и така натам. Тоа годишно е сериозни километри и сериозни настапи. Сето тоа Многу. не достига. Но не достига, како не. Не достига и јас би сакал и се надевам, ајде оваа година некако изгледа и вака ќе помине. Така ми личи. Нели док ние со свестиме во вториот бран доаѓа септември. Така да тоа некако ќе се поврзе кај нас и ќе заврши до таму негде пролетта, се надевам. Дека ќе се повратиме на своите работни места и да го правиме тоа што треба да го правиме. Ми недостасува концерт е, ќе ти кажам искрено, концерт ми недостасува. Така, дај Боже се се добро. А немам каде. Универзална се реновира. Она што беше кај Саем, нели, концерти што се прави на Саем, тоа се руши. Немаме сала рентабилна која што можеме да направиме концерт. За жал. За жал, страшно жал. Но ајде, се надеваме дека се ќе биде како што треба, па. Јас би сакал да биде, ако не нешто, па и надвор ќе правиме некако, не знам, некој простор, нешто ќе мораме да мислиме солуции. Да се сплотиме со музика. Така е. Музиката е таа кој што ни е потребна, како што кажавме, и во најтешкото и во најубавото. И еве на повторно назад во студио ја започнувам и втората лајв дружба предвидена за денес, а во продолжение ќе го слушнете разговорот со доктор Жарко Костик. Станува збор за како да го отфрлите минатото и емотивните рани кои што се предизвикани од минатото и да продолжите во иднината. Односно знаеме дека за жал животот се што може да донесе стресови, падови, но секако и успеси. Ајде да ги слушнеме советите кои што на вистина треба да ги преминуваме. Денеска збориме за минатото. Минатото влие врз нас. Ја претходните едни лајвови зборев на тема умот, дека тој снима слики, дека снима записи од сето се случува. Имаме записи од убави моменти, имаме записи од неубави прилики. За жал, стравовите, негативните мисли, негативните идеи, негативните чувства се снимки кои што веќе ги имаме во нашиот ум. И колку по-негативни работи во животот човекот искусува, колку повеќе разочарување добива, толку пониско и пониско се наоѓа по скалата на емоција, една скала емоционална, каде што кога човекот ќе падне многу пониско, да кажеме, на таа емоционална скала, едноставно не ја гледа убавината веќе на животот, поради тоа што веќе е симнат многу подоле. Така да минатото ни тежи, го носиме на грб, особено разочарувањата и неубавите моменти. Така. Како што ја кажете, денес зборуваме за за емотивните рани и болните искуства од минатото, како да ги залечиме и како да продолжиме напред во животот. Сега вака, значи постојат различни причини поради кои може да се случи минатото и кои што спомени кои што секош може да не навраќаат на минатото. Овде на пример може да биде некоја долгогодишна врска, брак, потоа разочарување. Ајде да одиме се поред. На пример, за долгогодишна врска или брак, во еден миг се распаѓа,
секако, нели, имаме тага во себе и сме тажни. Како да продолжиме напред и едноставно да не се обвинуваме самите ние дека ние сме нели виновни, а дека животот продолжува и не смееме да го испуштиме. Гледе, секое разочарување кога ќе вложиш многу енергија во нешто. Така луѓето вложиле во бракот енергија, тој како да градиш куќа, ја градиш, се вложиш и тоа ја градиш со раце. Немаш ни помош, така во бракот. Да. Така да кога ќе вложиш нешто со своја енергија, кога ќе сакаш да го ставиш на здрави нози, кога ќе видиш дека кула од карти ќе падне, човекот има тенденција да се разочара, но она што можеме да научиме од целата идеја е дека доколку научиме од некој пораз, не мора да го земеме како пораз. Треба да видиме што е тоа што не било исправно у тој момент. Што било неисправно од наша страна, што било неисправно од страната на другиот. Можеби не знаеме како да одбереме партнер кој што ќе соодветен на нас. Можеби едноставно се одбираат партнери кои што знаеш таа подсвест те дера да одбереш некош партнери кои што не се најдобри за тебе. Може тој партнер те потсеќа на некого. Види, ја еднаш зборев за, можеби тоа ќе убава тема да збориме за 3 типови на љубов, можеби тоа не е темата за моментов, но има 3 типови на љубов. Еден тип на љубов е реактивна љубов, каде што луѓето се караат, имаат кавги, имаат љубомора и они мислат дека се сакаат во тој момент, но дефинитивно тоа е деструктивна љубов. И поради таа љубов и поради таа конфузија, ајде да кажеме од љубовта, човекот да мисли дека сака некого, му суштина станува збор за некоја деструктивна игра каде што ти не можеш да бидеш среќен, другиот не може да бидеш среќен. Секогаш им викам на луѓето во играта мора на крај да го добиете пехарот, мора да се вложите и да добиете нешто за возврат, затоа што ако сте во некоја игра каде што играте, ама каде што не ги знаете правилата, каде што некој ти ги менја правилата, каде што на крај имаме пехарот и на крај, ако не го добиете пехарот, за џаби играте, ако не добиете медаљата, за џаби играте. Луѓето сакаат предвидливи игри, сакаат игри каде што ќе имаат стабилност, каде што знаат за што играат и знаат која е целта. Така да можда ако станува збор за некоја раскинување, некоја врска, можеби не знам, можеби едноставно се погодиле дека двајцата не се еден за друг. Така. Ја прво би им предложил да работат еден на друг, но ако дефинитивно решиле дека не може, тогаш, знаеш, треба човекот да свати дека има и наредни обиди. Но ако ти дозволиш тоа минато да влие врз тебе и да ти стане терет, тогаш многу често луѓето идните шанси ги гледаат со скептицизам. И ги пропуштаат. Кој што имало некој разочарување со наредните дечковци, она ги поистоветува со претходната врска, се вика пак е види исто. Ете не може да се најдеш дечко како што треба во Македонија, вака е, онака е. Се тоа е минатото кој што више влегло во твојот карактер, во твојата психа, во твојот ум и влие врз тебе како ќе гледаш некој нешто. Така да тоа го збораме дека искуствата негативни не смееме да дозволиме да влезат у нашата психа, у нашиот став. Тие влагаат у нашиот ум, но не смееме да дозволиме тие записи кои што во умот се регистрирани да влијаат на ставот кој што ќе го имаме кон животот, кон играта, кон наредните врски, кон наредната работа, можеби сте добили отказ и така натаму. Треба да го задржиме позитивниот став. Се додека го задржуваме позитивниот став, ние ги контролираме тие негативни искуства. Кога ние ќе го смениме ставот, ние ги користиме нив како оправдание дека ете не можеме да успееме, така морало да биде, овдека не знам, нема иднина, нема среќа и така натаму. Тоа се све оправдание поради тоа што човекот прекинал да верува во љубовта, прекинал да верува во доброто, прекинал да верува во иднината. Така, значи ние не треба да се подценуваме самите себе или да се променуваме за некој друг. Нели, да, во љубовта се дозволено, сепак треба да има граници, доколку не се почувствува веќе таа љубов помеѓу двајца партнери, треба и двајцата да бидат нели свесни за сето тоа и дека подобро е да го пушти за да биде среќен отколку да живеете нели во тој кафе, да речам, без емоции, без чувства и без љубов. Така, нели? Види, има начин како релацијата да се искрира. Ја пак ќе кажам, значи имавме многу емисии на тема како стварно да видиш кој е вистинскиот партнер за тебе. Знаеш, можеби имате некои луѓе кои што едноставно изборот е направен врз база на некои емоции кои што можеби не се вистинските емоции. Многу често луѓето ја мешаме емоцијата за нешто кое што леле, мислиш сега ти е ова љубов или така натаму. Има така да од тој аспект треба да сватиме што е тоа кое што треба стварно да го има другиот партнер или ние што можеби он бара да му даеме нешто кое што ти не можеш да му го даеш. Воопшто. Можеби тебе ти треба нешто кое што
едноставно не може да ти го даде. Треба се потрудат луѓето да видат што е тоа што на другиот човек му треба и да се обиде да му го даде, затоа што на почетокот на врската секогаш е така. На почетокот на врската што правиме? Ти сакаш да му даеш тоа што другиот ти треба. Ќе види дечкото, девојката ја носи на театар и отвара врата од кола, љубезен со нејзините, ама што се А случува? потоа ништо нема од тоа. После тоа нема ништо, знаеш зошто? Наде, затоа што кога човекот ќе добие нешто, он го зима здраво за готово и кога ќе го земеш нештото здраво за готово, не го цениш веќе. Немаш почит кон тоа. Исто и со работата. Ќе видиш на почетокот луѓето на работното место колку се со жар, ќе се вложат, ќе дадат се од себе. Не прашува плата кога ќе стигне. Тоа е волноста, тоа е убавината на почетокот и после он знае дека нема да изгуби работа без разлика дал дојде у 9, у 8, си оди у 3 или у 5 и он ќе почне да не го цени тоа, поради тоа што го има. Многу често тоа се случува, ќе му ставиш на некој прстен на раката и после мислиш дека на автоматизам ќе оди таа врска. Таа врска нема да оди на автоматизам ако не се креира. Се што се креира ќе трае. Се што не се креира нема да трае. Да, и треба нели и труд за сето тоа да Апсолутно, да двете остане. страни. Така. Точно. Жара многу е тешко, на пример кога некој близок ќе не повреди, и веќе ги губиме нели неговите контакти, но еве може да се случи некош во животот таа личност да ја сретнеме на улица. Да се соединат тие погледи. Како да научиме да простиме? Па гледи, ја мислам дека разбирањето е во основа на слободата. Се доека не ги разбирате луѓето, нема да ќе си ги зимате работите многу лично. Ја на пример луѓето многу сакам да ги научам за умот како функционира, затоа што тоа е клучот за секој човек. Замислете, умот снима слики. Така, се е снимено во нашиот ум. И замислете, сте виделе некојаш ситуација зашто како старееме наликуваме на нашите родители? Некојаш ги кажуваме истите зборови како нашите родители. Некојаш ги сакаме истите работи како стануваме копија некојаш од родителите. Девојкава ќе се наљути исто се однесува како мајка кога е љута, или дечко се однесува како татко му кога е љут. И сега вие од такви афектни состојби кажувате некојаш зборови со кои што сакате другиот да го повредите, ама видите, другиот човек ќе се повреди дефинитивно затоа што зборовите не треба да ги кажеме тие што повредуваат. Поради тоа што не е убаво никој да слушне повредливи зборови и не треба да бидат кажани. Но замислете, имате човек кој што знае за умот и кој што знае дека умот на човекот снима слики и дека знае многу често дека тоа баш што и било кажувано на личноста, кога е нервозна, баш тоа го кажува на други. И сега замислите, имаш дечко и девојкава станува љута и почнува да му збори многу деструктивни работи на дечко. Ама дечко му ако знае за умот, знаеш која ќе му биде реакцијата? Веројатно ќе му биде реакцијава следнава. Си вика, се мислам кој има зборувано вака на неа. Колку греота што некој вака ја едуцирал неа. И он не мора да си ги земе лично тие зборови. Ако го знаеш како умот функционира, тебе ќе ти биде на некој начин свикаш, вау, баш ми е криво што некој така се однесувал кон него, па се он ми ги кажува тие мене гадости. Че мора он да ги слушнал од некого. Ако имате познавање за работите, нема лично да си ги зимате работите. Поради тоа што знаеш дека тоа нема врска со тебе, ти може би си провоцирал нешто. Ама гледај, он више во себе го има тој гнев од некаде. Ги има тие зборови од некого. Многу често ќе видите децата кога се караат со својата сопруга, ги зимаат жаргонот и говорот кој што таткото го имал кон неговата мајка. Или може и девојкава да биде во идентитет на таткото. И она да се однесува така доминантно кон својот маж, се викаш, кој правил вакво животот? Кој ја едуцирал неа вака? Може да имате некоја мајка која што е едуцирана од својот татко, дека знаеш не смее да е не смее да е мрзлива, мора да работи. И сега она го има тоа снимено во незиниот ум, тоа е образец во умот. Го викаме реактивен ум. Реактивен ум затоа што се реактивира, на дразба се реактивира. И сега мајкава го гледа синот 5 минути како одговара, ајде, нема одмор, ајде фаќај се за работа. И сега она е нервозна ако детево малку напри пауза. Зашто незиниот ум, татко ја едуцирал дека она никако не сме да напри пауза, дека мора секогаш да биде во работа. И сега гледаш дека ти жената под влијание на зборовите од дедото, фактички од таткото незин, тоа се повтори. Тоа го пронесува на својот син. И сега, ако синот го поприми тоа од неа, дефинитивно ќе се однесе он кон своето поколение на тој начин. Но ние не треба да сватиме дека умот е свој интересен, многу интересен механизам.
И дека умот ако го разбереме, можеме да ги разбереме другите луѓе, да сватиш дека тој си има проблеми. Многу често сами со себе си имаме проблеми. И ние кога си имаме сами со себе проблеми, им правиме проблеми на другите луѓе. Кога ти имаат проблеми сами со себе, ни прават проблеми на нас. И сега си имаш двајца луѓе, каде што едниот укавгава, го драматизира таткото, она го ја драматизира мајката укавгата, имате сега четворица луѓе што се карат, не се двајца. Он со татко му дошол на кавгата и она со мајката дошла. И сега ти имаш сцена каде што имаш групна кавга, не за двајца. Да, конфликт. Ама ова треба човекот да го знае за умот, за да свати, за да има контрола врз тоа. Како да реагира врз одредена ситуација. Точно, затоа што гледај, Наде, ако човекот знае дека умот снима слики, дека мора тоа да е кажано на неа. Така, мора да ја кажем. Замисли и децата се прекрасни, децата се со толку сигурност и самодоверба. Ќе има некоја баба ќе му ја напуни главата, за никаде си, не те бидува, не знаеш си, глуп си, треба ќотек за тебе. И сега он со тие образци у неговиот ум, како ќе се однесува како возрастен, ќе мисли дека е глуп, ќе мисли дека е за ќотек, ќе мисли дека секој ќе упрскува работата до крај, тоа му се мислите него. Да, ќе има предрасуда. Ќе има предрасуда за себе. Ќе има предрасуда за себе, точно. Ќе има негативен став за себе. Негативните ставови за нас никош ги немаме како деца. Децата секогаш имаат позитивен став за себе. Нашите негативни ставови ние ги добиваме од околината. Така. Жаре, ти самиот спомна нели дека емотивните рани може да ни бидат товарни с годините. Дали војнина може да ни предизвика да се чувствуваме депресивно, вознемирено? Да, може. Точно тоа ги вознемирува луѓето. Гледај, кога човекот ќе загуби некого, таа траума краде дел од неговата животна сила. Да објасниме вака, човекот е духовно битие. Има животна сила во тебе. Да речеме, секој човек се раѓа со различна животна сила. Луѓето не се исти кога ќе се родат. Некој се раѓа со поголема енергија, друг се раѓа со пониска енергија, но она што се случува, тие товари, тие разочарувања, тие загуби, крадат дел од нас. Колку често ќе видите некој човек толку е среќен, високо, не дај Боже ќе му почине еден близок, уште еден близок, и он ќе спласне со емоциите. Поради тоа што тие трауми украле дел од него. Таа негова позитивна енергија е заробена во тие негативни случувања. И тоа е тоа што го работам на ден со луѓето, им помагам како да се ослободат од тие трауми. Има точна техника како се ја вратат назад енергијата, како се го вратат позитивниот став за животот. Поради тоа што тие трауми влијаат на ставот, формираат ставот на луѓето. И тука е клучот. Кога ќе се формира ставот, више човекот ја губи контролата. Ако негативен е ставот, ја губи контролата врз животот. Так. Ставот на човекот е многу важен да остане добар, да остане позитивен став. Зашто ако го смени човекот ставот од добар у негативен став, тогаш ќе има проблеми со се останато. Ако човекот има негативен став кон животот, ќе има проблем со животот. Ако има човекот негативен став на тема жени, он ќе има проблем со жени. Или ако девојче има негативен став на тема машки, брак или што и да е, ќе има проблем. Така, да. Добро, да, патот нели да се извлече нели најдоброто од самите себе, од самите себе. Знаеме дека е долг процес, но сепак нели како што кажете со терапија може да се подобрат работите, и секако мора да кажеме дека од твоите терапии има многу задоволни клиенти, кои што секојдневно се заблагодаруваат, па затоа јас како што кажам, ти си секојаш тука, ти си нашиот спас од оние негативни мисли, оние трауми кои што навистина нели да се секако со твоја помош, но и со самите себе нели мора да си дадеме и ние поддршка на себе за да продолжиме напред. Жаре, зошто ние секогаш жалиме за грешките кои што сме ги направиле од минатото? Зошто е тоа секогаш така? Да, затоа што умот, тие трауми фактички ни го крадат вниманието таму. Ајде кажеме имаме ние внимание. И вниманието или може да биде у сегашноста, или обично траумите ни го крадат вниманието и мислиме на нешто од минатото. Ке се случи некоја случка и ти сега не си тука и викаш што можев да направам, можев ли по-добро, дал сум ја крива. Ти фактички мислиш на нешто што се случило пред многу одамна. Кајање е тоа фактички. Тоа што кајањето, си викаш што направив. Ама кога ќе почнеш да викаш што направив, ја враќаш сликата постојано, ја враќаш сликата постојано, ја враќаш сликата постојано. И ти враќајќи сликата ги враќаш и тие емоции од тогаш. Ги враќаш и се повеќе се обвинуваш. И се обвинуваш поради тоа што таа емоција веќе е таму. Таа жал е таму. Да. И се кога ќе ја вратиш сликава да ја разгледаш пак, направив, не направив, што можев да направам,
ти ги враќаш и тие емоции снимени у таа слика, затоа што тие слики се снимаат 57 работи. Таа меморија, у меморијата има 57 сензации снимена. Секој умот прави 25 слики у секунда и у тие слики се снимени 57 работи. 25 слики у секунда, у сликите имате 57 перцепции, сензации. Меѓу другото и емоцијата. За ти кога ќе ја вратиш таа тажна слика, да ја разгледаш сега, секако дека ја враќаш емоцијата. Но она што е битно е човекот да свати дека иднината, животот е помеѓу сега и иднината. Животот не е у минатото. Животот не е у минатото, животот е помеѓу сега и помеѓу иднината. И ако постојано се враќаме на минатото, не идеме нигде. У суштина тоа минато не кочи и сака да ти каже пази да не сгрешиш пак. Еве ти е сликата, гледај каква лекција беше тоа, немој пак да бидеш храбар, затоа што гледаш, еднаш беше у брак, нешто се случи и сега седи затоа што тоа е опасна зона. Гледате, тој ум ќе не спречи баш да живееме како што треба. Многу често имаме нереални стравови. Многу често се плашиме од работи кои што не се случиле да не се случат пак. Ама тоа те лимитира у животот. Имаш некој дете кај го касне куче и сега не сака да чува куче. Или има девојка која што има куче и он у паника кога е со девојка ви со кучево. Нешто затоа што минатото контролира. Така. Добро, и поради сите тие слики од минатото ние можеме да станеме и животен гуметник, нели? Доколку секогаш ни се појавуваат тие слики во глава. Така? Точно е. Затоа што тие слики не влечат да не бидеме храбри. Тие слики не прават, тоа се сенки од минатото. Ја во една од твоја емисија мислам дека го дадов примерот како ловат риба на Тањаника езерото. Да, тоа беше навистина прекрасен совет. Ќе му го кажам уште еднаш за гледачите кои што се сега може се Може. Како ловат риба на Тањаника е многу убав пример. Тоа е езеро во Африка, каде што имаат два рибари кои што се у чамци и се раздалечуваат на 20 на метри растојание, повлекуваат јаже помеѓу двата чамци и даска стават одзгоре. За сонцето кога ќе удри даската да направи сенка, ѕидот сенка помеѓу даската и дното. И рибарите само веслаат кон обалата и рибите кога ќе дојат до ѕидот од сенката се плашат од неа, мислат дека е непробен ѕид и идат нака обалата. И они само доаѓаат до обалата и рибиве тука се собираат затоа што мислат дека не може да поминат. И колку поблиску ќе дојат до обалата, рибите рипаат на песокот после и поминува човек со кофа и ги собира. Тоа не се случува, наде. Ние имаме сенки од минати травми. Тие сенки те плашат, а му суштина се сенки. Така. И заради нив не можеме да живееме во иднината. Можеме да ги изгубиме сите оние добри шанси кои што животот нам ни ги дава. Ова е навистина прекрасен совет кој што навистина треба да го запамтиме и да знаеме како да продолжуваме напред со секој бол кој што животот ќе ни го донесе. Жаре, кажи ми, што доколку срцето е повредено? Како напред да оди? Пак ќе кажам, секогаш, како викаат, не можеш да се отвори нова врата пред тебе ако цело време гледаш вратата дали е затворено кој што веќе се е затворил. Да. Мора човекот да одлучи да донесе одлука дека нештото е завршено за да иде напред. Зашто се повеќе човекот се мисли сгрешив, не грешив, дал требаше, дал не требаше, нема никош да тргне напред. Кога ќе тргне напред, срцето ќе се опорави. Така. Затоа што има нови луѓе, има нова љубов, има нова енергија. Се доека човекот седи у едно место и не тргне понатаму, он седи у разочарувањето. Има многу убава приказна, еден мотивацијски тренер Боисон, каде што кажува, например, во затворот, наде многу убава приказна е оваа. Ама ова е пучна приказна за се во животот. Вика, во затворот, кој има најголема моќ во затворот? И вика, дал се тоа луѓето кои што се директори на затворот? Вика, не, поради тоа што тие доаѓаат у затворот и си одат од затворот. Дал се тоа луѓе кои што се вработени таму и кои што се стражарите? Не. Тие доаѓаат, седат 4-5 сати, 8 сати, се одат после тоа дома, кај своите сопруги или кај сопруг, ако е жена. Вика, дал се тоа луѓето кои што служуваат краток рок на казна? Не. Зашто тие се у келијата, медва и чекаат да излезат и воопште не се посветени таму. Највише моќ у затворите имаат тие што имаат доживотна казна. Затоа што они немаат опција дека ќе излезат. И кога он више не мисли на ништо друго сем на затворот, он си ја прави таа келија најубава што може да биде. Зашто и се посветува. Видаш, се доека ти не донесеш целосна одлука, не можеш да се посветиш на ништо.
Така да гледа колку интересно. Тие што се во затвор, да секогаш, он нема опција дека ќе излезе или не. И он не мисли дал ќе излезам или нема да излезам. Он си вика, окей, расчистено ми тоа умот. Не излегувам, дај сега да се посветам на ова што е тука. А овие што знаат дека ќе излезат, си вика, шо ќе ја правам килијава, сега гледа ќе излезам за година дена, за 5 месеци. Не се посветува на тој момент. Така и у бракот, например. Сте виделе некој човек кој што не е одлучен дал ќе биде со жената или нема да биде, он не е креативен у бракот, зашто не е посветен. Зашто не донел одлука. Ти кога ќе пресечеш и кога ќе донесеш одлука, разбиваш моќ. Затоа што посветеноста значи дека немам втора опција. Имаш некој човек кој што има една девојка, уште една девојка, се мисли сега која од овие две со ниедна не и не живее и нема резултати поради тоа што не е посветен. Човека кој има на едно работно место, има втора работа, се виделе колку не е више ефективен на првата работа поради тоа што више е somислитен надвор од работата. Зашто ви го зборувам ова? Затоа што се додека сте со somислите на минатото да сте сгрешиле, нема да сте посветени на иднината. Мора човекот да заврши со минатото. И кога ќе ја пресече таа одлука, кога ќе ја донесе таа одлука, он се фиксира на иднината и ќе има резултати. Жаре, како ние да ги препознаеме личностите кои што страдат од овие емотивни рани и болни искуства од минатото? Заради тоа што знаеме, например, дека некојаш знаеме многу добро да одглумиме дека ни е добро, нели? Па како да ги препознаеме? Како, на кој начин да ги помогнеме? Ја мислам дека комуникацијата има толку убава терапевтска моќ. Секако има техника, тоа е тоа што го работам наде и го спомнав со луѓето. Да. Долго време работам со луѓето како да ги излезат тие лузни, тие трауми од минатото, односно како да самите се охрабрат да тргнат напред у животот каде што стварно е животот, каде што е постоењето, каде што е иднината. Но доколку го немате некој човек кој што професионално ќе работи со вас, например, ја кога би бил со некој пријател во кафич, седам со него и ми збори, би го слушал со внимание, не би му давал совет. Би го изслушал. И само би бил, некојаш луѓето не бараат совет, маде, некојаш луѓето зборат за да ги слушаш. Многу често луѓето само сака да си кажат. Многу често кога имаме некаква болка, некаква дилема, само ти треба некој да те изслуша. Знаеш, ја му кажал, слушај човек, те сваќам. Знам дека можеш и знам дека верувам у тебе дека ќе биде се како што треба. Многу често луѓето даваат совети и ги прекинуваат, го прекинуваат слушањето. Слушањето има голема терапевтска вредност, ако знаеме како да слушаме. Прекинувањето на другите луѓе да зборат нема терапевтска вредност. Така. Многу често ти сакаш нешто да му кажеш, абе ќе биде добро, чекај бе, абе ќе биде, не, остај го да збори. Ако збори саат време, нека збори саат време. Ако плаче, нека се исплаче. Само слушај и дај му потврда. Така. Слушај го колку и да треба да ти збори. Океј, тој ден си ти за него таму и слушај го. Не му дајте премногу совети. Зашто некојаш тој совет може да не е реален за него. Оставете го он да го најде решението. Секој човек си ги има своите решенија. Секој човек го знае тоа што треба да го направи. Длабоко во себе го знае. Така. Некој без разлика каков совет ќе му даеш, он ќе си го направи тоа што зацртал дека ќе го направи. Да. И имаш право, доволно е само да го изслушаме, па подоцна тој да размисли каде и што сгрешил и што треба да направи, нели, понатаму, за да му олекне на душата. И како што и кажавме, само упорност и храброст кон иднината. А овде е и крајот на денешното дружење, на нашето заедничко попладне. Ви најавувам повторна средба, знаете, и утре со почеток од 14:30 часот само на Mnet, но можам да ви кажам и дека и одиме со различни, како што кажав, различни соговорници од различна професија. Станува збор за нешто повеќе, ќе позборуваме за аутизамот, зборуваме со основачот на Сдруженијето Сплотени срца Зоран Мијалков, кој е неговиот став и кои се знаците и симптомите кои што треба да ги препознаат родителите со посебни потреби, но нешто повеќе за тоа утре, а и секако ќе уживаме и за театарот, ќе дознаете нешто повеќе од еден од нашите познати актери, Васил Зафирчев. Но ви посакувам убаво попладне, чувајте се и се гледаме утре. Чао, чао!